повеќе национални заедници како Швајцарија и Белгија, да се избере демек некое неутрално име од некое, што знам, по име на некое село, нели, мора нешто да символизира. Нормално, тоа е нивниот интерес, очигледно, и затоа се они и вградени, меѓу другото, мојата теза и во 2001 беше дека рамковниот договор беше точно за тоа направен, не рамковниот договор, туку уставните промени и изменетата преамбула, каде што беше ставена, нели, каде што малцинствата беа издигнати на ниво на заедници, а македонскиот народ поистоветен, спуштен на ниво на етничка заедница. Значи, од тука се ослабна преговарачката позиција во спорот за името со Грција, и на тоа укажував многу пати. Таа е една од најголемите штети што се направи, не толку политичкиот договор за промена на внатре како ќе функционира системот, отколку што преку албанскиот ентитет се вгради, така да речам, нагазна мина во Македонија. И еве се покажува. Не можете ни символ химна, ни символ како се вика грб, ни употреба на придавка која тие ја сметаат за асимилаторска, односно не ги одразува нивните посебности. Во македонско они не се наоѓаат. Мислиш дека од внатре? Значи, тоа е едно, дека од внатре ќе се притиска преку закана од дестабилизација, ќе се притиска Македонија да попушти. Меѓутоа, јас мислам дека до крајот на годината актуелното државно раководство ќе постави на меѓународен план прашање дали воопшто се уште важи времената спогодба која ја прифатија, ја изработи Америка, значи како гарант доаѓа Америка, ја прифати Советот за безбедност при Обединети нации. Од тоа ќе зависи дали ќе може да се исполни по миролюбив пат и без некои екстремни ситуации планот на Америка да не внесе во НАТО, да не деблокира, така да речам. Значи, очекуваш врвот државен? Ако издржи врвот држав, да. Да го стават на тест, на објективен тест. Важи или не важи, да. Ако важи, ние да си почнеме со преговори, да се деблокира целата комуникација Брисел-Скопје. Ако не може, остануваат оние варијанти за кои јас сметам дека се многу покорисни, а тоа е да се искористи моментот дека да не бидеме, така да речам, стрикно поле на интерес американски, туку да ја разиграме играта на многу поширок план, меѓу другото во Совет за безбедност. Мирка, крајно. Значи, сметаш дека покрај домашните македонски предавници, интелектуалци или како се нарекуваат веќе самите, дека албанскиот фактор ќе игра една улога на дестабилизација. Лобисти, молим те, да не ги... не јас. Предавници ќе станат кога ќе заиграат у финале. Но, дека албанскиот фактор ќе е тој кој ќе дестабилизира. Но, нели не убедуваа сите што потпише и Љупчо Ѓорѓевски, Бранко Црковски, покојен Борис Трајковски и тие тамо интелектуалци што беа околу нив, што знам Фрчко и така натаму, дека со потпишувањето на рамковиот договор една за секогаш е решен безбедносниот проблем во Македонија, дека тука сега ќе биде сега мирно. И Косово е, нели, безбедносна зона. И така натаму, и од сето тоа всушност сите излажаа. Па види, кој преживеа меѓународната политика, никој не рекол дека се заснова на морал, честитост и даден збор. Да, меѓутоа домашните политичари кои треба да ги штитат нашите интереси. Тие што така тврдеа и што така дневно менуваат ставови и рачунаат, сметаат на мојата и твојата заборавност, да речеме, као народ. Или глуповост. Тие и таков им е рейтингот. Гледаш дека цела политичка елита која народот го сметаше за раја, за безсвесна раја, не постои. Едноставно е збришан и без лустрација. Без да го излустрираш, оно постои тука, подработува, ровари, зема по некоја паричка, ќе истресе некоја глупост јавно. Меѓутоа, фактот дека
по ова прашање немаат постигнато никаков резултат со сите своји кампањи, со сите своји пропаганди, со сите своји закани, тоа треба, предпоставувам дека им говори нешто, дека се работи за есенцијално право на живот и смрт. Тоа е. Не можеш ти да бараш од било кој човек во името на не знам што да се самоубие, да престане да постои. Тоа не се случило, сега ќе видат како тоа, дали може да го разигруваат. Нели не плашеа пред известно време нашиот драг колега Чомовски со, како се вика, со протекторат да станеме? Да, јас сум рекла, силата не прашува. Ние сме и мали... Ке ме окупира, ке ми стави име, но како што гледаш ни целата планета, сегде каде што биле ставени имиња од колонизаторите, народите во првиот момент кога се ослободуваат си ги враќаат. Нели? Бурма е, Мијанмар, не знам завршува таа приказна. Ти си го викал Конго, он ти вика јас сум Заир, завршува. Не можеш ти. Тоа, затоа викам, јас повеќе сакам некој од надвор, ако запне да ми смени име, за да си го сменам ја пак, затоа што ние сме го прошле тој процес. Срби биле, им ставале на нашите ич. Не знам, на нашите у Грција уште имињата, сега си ги менуваат, гледате? Миножито сега си ги ставаат. Си ги враќаат македонските имиња. Едноставно, тој што те поробил, јас кога тогаш ќе се ослободам, ако имам потреба, нели, ако неам се, ако сум решила да не постојам, нема да постојам. Но индивидуално не можеш ти на никого да му откажам, ќе се јава тебе по 200 години македонци кои ќе сакаат да бидат пак македонци. Значи, треба да се игра, пошто ние стварно немаме што да изгубиме освен себе. Треба да се игра многу храбро, треба да се поставуваат прашања до Брисел, не само официјално таму во канцеларија во 4 очи, него на секој начин. Јас сум спремна, да речеме, за акции од тој тип, да ги затрупаме со писма, со мејлови, институции како Стејт департмент, по милион, да не можат да дигнат глава до весници, сегде да се праќа и да им се каже што се бара од нас. Да го направиш непријатен за нивните политички елити, да го направиш непријатен овој проблем, за да мора пред некого да одговара, за да може некој Мајкл Мур да седне, да дојде овде и да сними филм, за да им се разбудат, како да ви кажам, да им се отворат чакрите, да видат што е еклатантен, изворен, фашистички цинизам. Почитувајќи гледачи, тоа беше првиот дел од вечерашна емисија, која не вообичаено, меѓутоа заради атрактивноста на гостот има на гостинката ќе има 2 дела. Вториот дел е веднаш по завршување на вестите. Ви препорачувам да ги видите најновите и најактуелните вести со на вестите на Канал 5 телевизија. Потоа веднаш се враќаме повторно во студио со 2 теми. Едната тема е политичкиот дуел меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, и втората тема е светската геостратегија. Тој втор дел од емисијата ќе трае некаде околу 45 минути. Се гледаме веднаш по вестите на Канал 5.